Почнуваме со вториот разговор. Никица Кусиникова, извршна директорка на Конект во студиото. Веќе ние си го започнавме разговорот пред да бидат вклучени камерите. Еве да ви кажам се и официјално добар ден. Добар ден и за гледачите. Прифативте мојата покана да зборуваме за невладиниот сектор, односно невладиниот сектор и врската или релацијата со властите, со извршната власт и соработката. Не случајно ве поканив вас, бидејќи видов дека сте и председателка на Совет за соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор. Да. Каква е соработката? Па соработката се унапредува. Тоа ни е и нашиот мандат како Совет, да Добро. водиме диалог помеѓу граѓанските организации и државните институции за тоа како да ја унапредуваме континуирано таа соработка, како поаѓајќи од тоа дека и граѓанските организации и државата има интерес да им служат на граѓаните и да го прават животот на граѓаните подобар. И тоа ни е наша заедничка цел. И поаѓајќи од тоа, водиме диалог за тоа како може да се унапредува таа соработка, како може да изградиме систем во кој што граѓанските организации ќе бидат препознаени, ќе бидат конструктивен чинител и во градењето на политиките, во давањето услуги за граѓаните, во едноставно искажување на интересите и потребите на граѓаните и како тоа заеднички во соработка со институциите можеме да го постигнеме. За тоа секако ни е важно да имаме позитивно обкружување, да имаме закони кои што ќе им овозможуваат на граѓаните да се здружуваат, ако идентификуваат некој заеднички интерес, некоја заедничка потреба, да се здружат, да си формираат организација, здружение и јавно, во јавноста и меѓу себе да си ги реализираат тие цели. Улогата на државата тука е тоа да го препознае и да го поддржи. И ние преку Советот предлагаме мерки како тоа може да се подобри. Како може законите да ги подобриме, како може националните политики во тој дел да ги подобриме, се секако во интерес на подобро општество. Пред да идем со оние прашања кои што ги имам подготвено во однос на вашата работа, генерално сакам да ве прашам. Ни за оваа да ми дадете оценка властници за предходната. Колку властите имаат сенс да го подобрат животот на граѓаните? Вашата работа, граѓанскиот сектор е да, вие имате проекти каде што настојувате да изработите проект кој што ќе го представите на едни или на други власти дека ова е методот за подобар живот. Колку поминува тоа кај властите? Па, тоа е, ми се чини некако тој процес на диалог. Државата, по властите, по својот мандат, имаат задача да се грижат за интересите и потребите на граѓаните, да креираат обкружување, услови кои што перцепција. Но тоа е сега прашање на оценка на граѓаните на избори. Така. Ние како граѓани го даваме мандатот на институциите. Граѓанските организации, иако исто имаме цел да ги штитиме и унапредуваме интересите и потребите на граѓаните, сме приватни иницијативи. Граѓанските организации се граѓани, активни граѓани кои што решиле дека нема да чекаме државата се да реши, бидејќи најбогатите држави ги немаат сите ресурси на располагање да ги решат потребите на сите граѓани идеално. Така е. Затоа граѓаните викаат ние нема да чекаме. Ќе се активираме, самите ќе се здружиме или ќе здружиме ресурси преку фондации и ќе ги вратиме назад во општеството. Ќе овозможиме да се чуе гласот на најранливите групи, кои што не секогаш се застапени. На лица со попреченост, на жени жртви и деца жртви на насилство, на природата која што нема свој глас, која што ние како граѓани ја уништуваме, граѓанските организации се тука да ја заштитат, да овозможат да се чуе, нели, тој глас да се заштити и тој интерес, повторно во градење на едно подобро општество. И како такви граѓанските организации играат клучна улога во општеството. Она што е нашиот стремеж е да тоа биде препознаено и од институциите. Да не препознаат, иако некогаш ги критикуваме, дека тоа е со добра намера. За да имаме подобри закони, да имаме подобри политики, подобри мерки, да овозможиме баш да се чуе гласот на секојдневниот граѓани. И затоа е многу важно, ние тоа го гледаме како еден
процес на комплементарност. Така, соработка каде да што, си има да, соработка. обавезна. Ние во Конект тука ја гледаме проактивната улога и на бизнис заедницата. Па ја поврзуваме и бизнис заедницата со граѓанските организации и со институциите да заеднички ги здружиме ресурсите за да направиме подобар живот за граѓаните на нашата Оно што држава. можев да го забележам во функционирањето на Connect, работите на подобар даночен третман, одржливост на социјално предприемништво, организацијски раст на организациите како работодавачи. Колку вие влијаете во бизнис круговите да се овозможи една подобра бизнис клима во однос на законите, регулативите и така натаму? Па мислам дека сме постигнале доста. Во пред 18 години, кога почнавме да работиме, овие теми беа на маргините на дискусиите и кај компаниите и пошироко А и не ви се кај слушаше гласот, институциите. претпоставувам. Па да, едноставно тоа беше нешто што луѓето си го прават, нели, ако сакаат, ако се хумани, па да помогнат некому. Меѓутоа, многу помалку се дискутираше за тоа дека таа филантропија, дека граѓаните и компаниите кога донираат, тие вложуваат во заедниците. И дека тоа треба да се поддржи со даночни поттикнувања, со даночни бенефиции за Така. граѓаните и компаниите што донираат, со механизми кои што ќе го направат донирањето лесно, забавно, да луѓето го практикуваат во своето секојдневие. Од тој аспект сме направиле многу. Ние во моментот имаме закони кои што овозможуваат даночни олеснувања и на тој начин, ајде да кажам, сме рамо до рамо и до европските држави, иако и тука има простор за подобрување од аспект на административните процедури. Исто така, ние во Connect градиме настани и можности за луѓето и компаниите да донираат. Компаниите ги поврзуваме со други граѓански организации. Ако некоја компанија сака да вложи, например, во заштита на природата, да ние им помогнеме да си ги најдат соодветните партнери помеѓу граѓанските организации кои што тоа Кои што работат партнерство на ќе таа го тема. направат успешно и ќе постигнат резултати. Исто така имаме наши донаторски настани, донаторскиот кружок, почетокот на јуни секоја година, и добротворната модна аукција, каде што македонските дизајнери донираат своји дела и на тој начин модата се вклучува во функција на вложување во заедницата. Граѓаните и компаниите донираат на овие настани и преку тоа поддржуваме на секој настан 3 до 4 организации кои што работат со млади, со лица со попреченост, заштита на природата, лица со одредени здравствени потешкоти, значи се во интерес на различните групи и интереси што граѓаните може да ги имаат. Ги спомнавте компаниите, ги спомнавте хуманите граѓани, колку државата го препознава ова сега? Државата би рекле дека има многу место за подобрување од тој аспект. Иако се повеќе граѓанските организации се вклучени во креирањето на политиките, значи институциите ја препознаваат експертизата што организациите ја имаат. Добро. И ги повикуваат да бидат дел од работни групи, од советодавни тела, консултативни тела и слично. Она за што ние се залагаме е да државата одвои повеќе финансиски средства за поддршка на граѓанските организации. Затоа што ние зависиме од донации, зависиме од грантови. Таква е природата на работата на граѓанските организации. Ние многу малку не произведуваме чевли кои што утре ќе ги продадеме и од тоа ќе ги финансираме нашите програми. Повеќето зависиме од добрата волја на институциите, на граѓаните, да го препознаат тоа што ние го работиме и да го поддржат Нема финансиски. тоа да влие врз независноста на невладиниот сектор? Не, за тоа има механизми како тоа се прави преку независни тела, преку независни комисии, транспарентно, отчетно, колку повеќе средства одвоите и повеќе организации поддржувате, толку се стеснува и просторот за да бидат тие наместени финанси само за мала група на организации. Еве да илустрираме со пример, во Словенија околу 50% од буџетите на граѓанските организации се од државните институции. Тие препознаваат дека граѓаните даваат клучни
сервиси за граѓаните и ги финансираат тие сервиси. Или знаат дека организациите градат експертиза во одредена тема, ги анализираат законите, даваат предлози како нашата регулатива да се подобри. Државните институции го финансираат тоа, да организациите ги прават тие анализи, даваат предлози, следат каква е имплементацијата на законите и даваат предлози. Поддршка на државниот сектор го доаѓа на некој начин. Затоа што ние, бидејќи сме помали, сме пофлексибилни. И често пати немате толку бирократија, претпоставувам, така е. И ние уствари пилотираме нови модели и им кажуваме на институциите, ова функционира. Дајте да го направиме на поголемо ниво, да допре до повеќе луѓе да имаат корист од ова. Или ова го пробавме, не функционира, дајте да не го правиме како политика, затоа што не дава добар резултат. Ние, кај нас, за разлика и во Словенија, земам како пример, бидејќи по број на население, од прилика, слична држава има. А всушност толку различна. Двојно повеќе здруженија од колку кај нас. Кај нас има околу 15.000 регистрирани, таму има 27.000 регистрирани. Иако е многу посредена државата. Да. Таму државата одвојува 3,5% од државниот буџет за финансиска поддршка на граѓанските организации на централно и на локално ниво. Кај нас се одвојува 0,2%, 17 пати помалку се одвојуваат средства за граѓанските организации. Што најмногу се финансира од државата? Спорт. Половина од средствата што годишно ги одвојува државата, националните федерации, Националната фудбалска федерација, и тие влегуваат во граѓански сектор? Да, голем дел од нив како сојузи се регистрирани по Законот за здруженија и фондации. Ние се залагаме да барем во планирањето се издвојат тие средства. Ете, не сум го знаел. Секако спортот треба да добие поддршка, не викаме. Јасно, тоа е сосема друга област. Исто и на локално ниво, општините во голем дел ги поддржуваат локалните спортски клубови. Тоа е потребно. Меѓутоа, не треба да се заборави другиот дел. Затоа што се случува? Еве да илустрирам со пример за тие кои што можеби не се многу запознаени со работата на граѓанските организации. Имаме здруженија кои што нудат поддршка во животот на лицата со попреченост. Било да е тоа им помагаат да се интегрираат во образование, било да е тоа подпомогнато независно живење на овие лица со попреченост. Значи, животна поддршка даваат за овие лица и нивните семејства. Кога организациите не добиваат доволно финансиски средства, значи имаат професионален кадар, негуватели, едукатори, логопеди, кои што имаат плата, редовно работат за да ја даваат таа поддршка. Кога организациите се финансираат проектно, со малку средства, тие ќе ја дадат таа услуга неколку месеци. И после имате неколку месеци кога чекаат обновен договор, нема донатори, нема кој да ја даде таа поддршка и вие сега им викате на овие толку ранливи семејства за кои што таа поддршка живот значи, им викате сега овие 3 месеци не можеме ние да ви помогнеме, снаоѓајте се сами. Значи витална поддршка што за некој граѓани значи живот се губи на тој начин. Мора да креираме систем. Тоа е она за што ние се залагаме и во Советот, и ние како организација, да се креира системски приод, каде што ова поддршка ќе се планира долгорочно и непречено ќе ја даваме како поддршка преку граѓанските организации, а на крајот бенефит од тоа имаат граѓаните на нашата држава. Морам да ве прашам во однос на одлуката на Трамп да ги стопира или да ги забрани финансирањата на невладиниот сектор UNDP, 60 милиарди долари беа стопирани за граѓански организации, нивната работа. Колку тоа влијае во моментот во Македонија? Влијае многу, направи голема дупка генерално во поддршката на развојните проекти на нашата држава, бидејќи УСАИД беше голем партнер на државата децении наназад. Згасна невладини организации и граѓански сектори? Дел, дел од организациите, ако не згасна, може би целосно, меѓутоа работат на шкрги. Така. Меѓутоа, изгубија средства не само граѓанските организации, изгуби генерално државата. Затоа што преку USAID доаѓаше голема поддршка за реновирање на училишта,
за дигитализација на институциите. Поддршка за мали и средни предпријатија. Значи, многу од проектите даваа поддршка на малите бизниси, на економијата. Значи, дополнително, кај граѓанските организации, во локалните заедници, во малите рурални средини, витална поддршка, која што сега не се компензира, не се надоместува. Европа не е заинтересирана да помогне? Европската Унија секако поддржува. Значи, тие исто така имаат програми. Меѓутоа, тие си имаат нивно програмирање на тие, нели, на приоритетите и на финансирањето. Тие приоритети се програмираат на среден и долг рок. И не може одеднаш да се издајат 30 милиони долари за да се компензира таа, нели, да се компензира таа дупка која што настана. Во некои држави, на пример на Косово, државата ускокна кај дел од граѓанските организации и покри надомести дел од програмите, од проектите, за да може да продолжат тие витални проекти во заедниците, за да не се осети толку тој пропуст. Затоа е многу важно да имаме вакви системски решенија. Затоа што на крајот на криштата треба да се препознае дека граѓанските организации работат од нас за нас. Значи, се граѓаните на оваа држава. И треба ние во рамки на нашата држава да креираме механизми, значи државата да ја финансира работата, компаниите да ја финансираат работата на граѓанските организации преку своите донации, тоа ние во Конект го правиме. На крајот на криштата и граѓаните. Ние секогаш ги повикуваме граѓаните да донираат секој што има. И 200 денари значат многу. Кога 1000 граѓани ќе донираат 200 денари, може да се направи многу значителна промена во локалните заедници. Значи, секој може да придонесе, многу е важно да се здружиме во тие напори. Сакам да прашам, како владата ве вклучува во организирање или во решавање, во креирање на јавни политики? Државата ги вклучува граѓанските организации генерално на неколку нивоа. Значи, едно е во идентификувањето на потребите. Кога државата води континуиран диалог со граѓанските организации, слуша кои се потребите на терен. Нешто што можеби нивните анализи и служби не го идентификувале. Тоа е првиот момент и затоа е многу важно континуирано секое министерство, меѓутоа и секоја локална самоуправа, општините тука имаат исто клучна улога, затоа што тие се најблиску со граѓанските организации, најблиску до граѓаните локално, значи да ги слушне потребите на граѓаните. Потоа се вклучуваат граѓанските организации во креирањето на законите, на стратегиите, каде што ја носат својата експертиза или ги артикулираат тие потреби. Не секогаш некоја организација може да идентификува, да напише член од закон. Меѓутоа може да каже на нашите корисници ова и ова го имаат идентификувано како недостаток во законот. Ова не е законски решено. Треба да се смени. И потоа експертите и стручните лица од министерствата ќе креираат законски решенија да тоа се реши. Исто така граѓанските организации треба да бидат вклучени и во имплементацијата на законите. Да го следат процесот. Да го следат процесот. Во давањето услуги имаат клучна улога. Организациите пак што застапуваат, тие имаат клучна улога во следењето на имплементацијата на законите, па укажуваат каде нешто не се спроведува доволно или не дава резултати, па дава, нели, понатаму предлози конструктивни да се подобрат тие законски решенија и во крајна линија некогаш граѓанските организации и ги мобилизираат граѓаните да го искажат јавно својот глас преку петиции, преку некогаш и протести. Тоа е едноставно начин да се слушне гласот, дека нешто треба да се седне, да се разговара, за да се подобрат работите, за да отидат работите на подобро. Вклучени бевте во
Законот за даноци и спонзорства во јавните дејности и во Законот за социјални предпријатија. Кои беа вашите предлози или измени тука? Во Законот за донации и спонзорства, напоменав и претходно, многу е важно да ја олесниме процедурата. Сега, значи, имаме даночни бенефиции, меѓутоа, донаторите се оптеретени однапред да склучуваат договори, да бараат од Министерството за правда мислење дека таа донација има третман на јавен интерес. Тоа ги обременува донаторите. Значи, вие како граѓани, ако сакате да донирате и сакате да си уживате даночно олеснување за тоа, за таа донација, треба да се окозите, да речам, да склучувате договори со организацијата, да се бркате, да подпишувате, да одите по министерства. Многу едноставно. Во другите држави тоа е решено многу едноставно. Ако вие сакате да донирате во Конект, однапред знаете дали таа ваша донација, ако донирате во Конект, ќе биде ослободено од дан. И во тој случај, вие ќе си донирате, тоа ќе си го прикажете во вашата годишна даночна пријава или компаниите, нели исто, во даночната пријава, во завршната сметка и готово за вас како донатор, тука завршила приказната. Потоа, примателите на донациите тоа ќе си го документираат и ако треба ќе си дадат отчет за тоа што е направено со тие донации преку нивните годишни извештаи. Да. Меѓутоа, за вас како граѓанин или како компанија што донирате, за да ве поттикнеме повеќе да донирате, тој процес треба да биде многу едноставен. И се сменили? И тука се уште не. Ние преку 10 години застапуваме да ова се промени. За жал не е приоритет. Што е проблемот? Па секогаш има нешто што е поитно на дневен ред, Губи што е нешто можеби државата? повеќе дел секако не. Затоа што тоа само ќе поттикне зголемени донации. Да. Меѓутоа, државата секогаш гледа како да креира и заштитни механизми, заради тоа некогаш се плаши да ги олесни овие административни... Да не биде злоупотребени. Да, плашејќи се од злоупотреби. Меѓутоа, секогаш контролата треба да дојде отпосле. Ништо не сме направиле. Карикирам, ама тој што сака да донира, не размислува како би ја изиграл државата или... Па повеќето и да има некакви изигрувања, инспекцијските служби Па да, потоа има и тоа ќе органи си кои го што тоа проверат. ќе го Така следат. е. Меѓутоа, тој закон е направен во духот на добра волја. Нормално. Дека државата препознава дека граѓаните и компаниите и се партнери во постигнување на позитивни промени. И вика, сакам вие повеќе да донирате. Наместо вие да си купите ново возило, тие пари да ги донирате во нешто добро и државата за тоа да понуди данечно олеснување. Најтрагичен настан што има случајно закочан, имаше Така проблеми е, и се така плаќа и даноци на донациите, се погодија. Да. Толку тоа. Поентата е да се олесни тој процес за да граѓаните повеќе донираат и тука ние застапуваме да тоа Хумано општество биде сме, донираме генерално? Генерално, да. Сакаме да помогнеме. Луѓето сакаат да помогнат. Најчесто се соживуваат со нашите сограѓани кои што имаат медицински здравствени потешкоти, треба да се лекуваат во странство, затоа многу се донира. И во случаи вакви на непогоди за луѓе кои што живеат во сиромаштија, на кои што им треба... Ранливи категории. Да, ранливи категории, на кои што во моментот им треба поддршка. Она каде што постои простор за подобрување, е еден малце пообмислен приод. Дека, ако ние континуирано донираме на некој што живее во сиромаштија, ние не му го решаваме проблемот. Ќе му го решиме денес проблемот. Така денес ќе има храна, утре ќе има храна. Меѓутоа тоа семејство ќе остане сиромашно. Поентата е како нашите донации да ги насочиме кон проекти, кон програми кои што тие луѓе ќе ги извадат од сиромаштија, ќе им овозможат квалитетно домување, квалитетна работа, да може самите на своите деца да им купат пакетчиња за Нова година наместо ние да им ги донираме, нели? Каде што луѓето ќе се оснажат, ќе се чувствуваат горди на својата живеачка, а не каде што ќе им зависи животот од донациите. Тука или од аспект на медицински третман, дајте да видиме да изградиме системско решение, да нечие здравје и живот да не зависат дали ние ќе пратиме SMS донација, туку
да имаме системско решение кој што на луѓето ќе им овозможи квалитетна здравствена заштита, квалитетно лекување, кај што ќе превенира одредени состојби да луѓето немаат потреба да одат да се лекуваат во странство, туку ќе може тоа да го постигнат или ќе биде финансирано од државата. Значи, дајте да видиме кои се системските решенија што ни се потребни за да се направат суштински промени. Тука филантропијата може да одигра клучна улога и тоа е нешто на што ние во Конект работиме, како донациите да се насочат во вакво решавање на суштинско решавање на потребите и проблемите во заедницата. Може да оцените ефикасност на работењето на граѓанскиот сектор? Немаме истражување кое што тоа ќе го покаже, меѓутоа, еве, може да илустрираме со некои примери. Низ текот пред повеќе од 20 години граѓанските организации беа иницијатори за формирање на Министерство за животна средина. Тие се првите, значи од движењето на екологисти произлезе цела една политика за заштита на животна средина, која што пред тоа не беше воопшто на дневен ред на политиките. Еколошките здруженија помогнаа во заштита на рисот. Ние денес имаме сега веќе постепено зголемување на таа популација, благодарение на организациите што во соработка со институциите беа на терен. Инаку ќе имавме се таму хидроцентрала. Секако. Граѓанските организации, имаме повеќе организации што работат на поддршка на жени жртви на насилство. Тие се први каде што се јавуваат жртвите и кои што ја добиваат клучната поддршка во моментите кои што им е најпотребна. Значи, тие организации се исклучително ефикасни, со минимум средства прават чуда. Прават чуда, здруженијата за поддршка на лица со потребни на жртвите. Значи, кај нас тоа е системски проблем. Предлагам во некој од следните емисии да поканите некој од организациите кои што работат на таа проблематика. Сум имал неколку. Да. Она што е прво важно е да извадиме таа тема од анонимност. Дека тоа не е нешто што се случува за затворени врати. Некојаш впечатокот е дека има повеќе, затоа што луѓето, жените се одважуваат да зборуваат за тоа. Или организациите се одважуваат, нивниот глас го пренесуваат во јавноста. Значи, тоа е првото ниво. Да признаеме дека постои проблем. И да тој проблем соодветно се следи. И да имаме системско решение на сите нивоа, кој што ќе понуди трајна заштита, не само во моментот згрижување, туку психосоцијална заштита, правна заштита, економска заштита. И превенција пред се. И превенција, да. Да тоа се извади од табу, дека е тоа нешто што треба, што не засега сите како општество. Затоа што цели семејства и генерации влегуваат во тој магичен круг на насилство, кој што остава последици понатаму и за целото семејство, за децата, за идни генерации, секако. Значи, потребни се системски решенија, каде што е клучно да сите чинители, институциите, граѓанските организации, јавноста, медиумите имаат исто клучна улога во тоа прашање, значи тоа да не се скандализира, жртвите треба да се заштитат, да се заштити нивното човечко достоинство, а да се бараат системски решенија и за превенција и за заштита. Нашето време тука некаде заврши. Јас ви благодарам за овој искрен разговор. Се надевам дека ќе имате подобра соработка со властите и ќе имате поефикасно водење на граѓанскиот сектор. Ви благодарам и ги повикувам граѓаните да се приклучат кон граѓанските организации, да формираат здруженија околу темите што нив ги интересираат и засегаат, затоа што само така може да изградиме подобри иднина за сите. Фала ви штеднаш. Благодарам. Почитувани, одиме со уште една кратка пауза, па ќе почнеме со третиот разговор. Останете со програмата на телевизија 24.